Председателот на СДСМ ке реагира до Европската Унија за според него координираната и организирана кампања на медиумски линч зад која, како што рече, стои власта на ВМРО ДПМНЕ. Како илустрација презентираше галерија од според него 1000 токсични наслови, тврдејќи дека станува збор за систематска хајка, насочена кон дефокусирање на јавноста од реалните проблеми и од темите што опозицијата ги отвора во јавноста. Со ова се бориме секојдневно. Невистини, лаги, хајки, линч, навреди и така натаму. Уште денес ќе се обратиме до Европската Унија, до низините институции, како и до сите други меѓународни организации заштита на слободата на говор и слобода на медиумите. Ова нема да не запре. Сега сме посилни, затоа што ова е јасен показател дека сме на вистинскиот пат. Во таа кампања обвини дека се вклучени поранешните функционери на СДСМ кои деновиве јавно излегуваат со критики против него. Нема намера да му се извини на екс-директорот на ТИРС Јован Деспотовски за обвинувањата дека одработува и е координиран од ВМРО ДПМНЕ. Ги отврла и тврдењата на екс-градоначалникот на Скопје Петре Шилегов дека половина пратеничка група и општински активисти ќе му откажат послушност. Нема извинување на соработници на ненародна власт. Нема извинување. Пратеничката група е синхронизирана, компактна, ние имаме многу чести координации, впрочем на едно од средбите изминатите денови заеднички со консензус се донесоа одлугите како ќе настапуваме во собранието во следниот период, меѓу другото и за проектот Safe City. Деспотовски, кој му беше против кандидат на Филипче за председателската позиција во СДСМ, најави тужба за обвинувањата. Станува збор за свесна клевета и политичка хајка, која нанесува штета не само на моето име и интегритет, туку се гази и угледот на партијата. Доколку веднаш не следи јавно извинување и повлекување на сите лажни и навредливи наводи во серијата соопштенија, ќе бидам принуден да преземам правни чекори за клевета и лична, а потоа и за континуирано нарушување на угледот на СДСМ. Шилегов пак синоќа во топ тема на Телма побара оставка од актуелното раководство. Ако вие се доведете во позиција дека сте председател на партија во која што ни пратеничката група веќе не знае што да разговара со вас, тогаш без оглед на известниот легалитет на изборот за председател. И легитимитет. Го немате легитимитетот. Кога? Па во истиот момент кога вас се затворени општинските, кога на вас ќе излезат актуелни пратеници, кога на вас ќе излезат дел од актуелните општински раководства, дел од луѓе што и тоа како оставиле печат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно ќе знаете дека е моментот дека треба да се повлече. Шилегов ја оспорува и легитимноста на Конгресот што ќе се одржи во сабота поради како што вели големата апатија во партијата и пасивизацијата на членството. Тврди и дека до делегатите и до општинските организации на СДСМ не се испратени конгресните материјали. Филипче пак му порача дека вратите се отворени за сите, дека на Конгресот ќе ги презентира новите постулати, а најави дека партијата ќе се прошири, односно во неа ќе се претопи партијата поен на Рубин Земон.